петочно издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. Денес во гостиварската болница Ферит Мурат беше пуштено во употреба новото хируршко оделение. На настанот присуствуваа министерот за здравство Венко Филипче и првиот вице-премиер Артан Груби. Водата за пиење во Тетовскиот водовод повторно има лош вкус и мирис, но од Центарот за јавно здравје велат дека нема место за паника, бидејќи водата биолошки и хемиски е исправна. Македонската фудбалска репрезентација за прв пат во својата историја обезбеди пласман на Европското првенство, откако синоќа ја совлада Грузија со 1-0 на гостински терен. Денес во гостиварската болница Ферит Мурат беше пуштено во употреба новото хируршко оделение. На настанот присуствуваа министерот за здравство Венко Филипче и првиот вице-премиер Артан Груби. Пациентите кои во иднина ќе се оперираат и третираат на хирургија во Гостивар ќе имаат современи услови според европски стандарди. Денес во употреба беше пуштено реконструираното хируршко одделение во Гостиварската општа болница доктор Ферит Мурат. Во одделот има специјални подови, нови врати и прозорци, посебна просторија за интензивна нега на оперираните пациенти, целосно реновирани болнички соби опремени со клима уреди и телевизори. Новата хирургија во Гостивар ја предаде во употреба министерот за здравство Венко Филипче. Минатата година имавме уште еден убав повод за посета на оваа болница овде во Гостивар, а тоа беа целосно реконструираните операциони сали со целосно нова опрема, еве сега и хируршкото оделение. Се надам дека ќе имаме само вакви убави настани тогаш кога ќе помине оваа криза со ковидот. Дозволете да ја најавам и магнетната резонанса, која што иако ја најавме за оваа година заради кризата се одложи и за прв пат болницата во Гостивар ќе добие магнетна резонанса во текот на 2021 година. Ви честитам уште еднаш. Посакувам сите заедно да издржиме, затоа што сега е најголемата криза, ќе трае уште некое време и јас верувам и во вашите способности, и во вашите организацијски капацитети, секако во вашата струка, заради тоа што ова население овде во Гостивар, во целата околина на Гостивар е население кое што со години наназад добива на вистина квалитетна здравствена заштита во оваа установа. Директорот на Гостиварската болница Јакуп Јакупи нагласи дека одделението за хирургија било изградено во 1978 година и ова е прва позначајна инвестиција што болницата ја прави од сопствен буџет. Капацитетот е околу 36 легла, што значи дека претходно имавме 32 легла, а сега со преиначување и преориентирање на некои простории добивме 36 легла, а подобри услови за пациентите. Како што и сами сте сведоци, значи создадени се услови, мислам, као на европско ниво, тоа се со цел пациентите од Гостивар и околината да се чувствуваат, барем да се чувствуваат добро, ако не се здрави. Проектот за реновирање на хируршкото одделение во Гостивар чини околу 15 милиони денари. На новинарско прашање министерот Филипче одговори дека се прават последните подготовки за изградба на монтажните ковид центри во неколку града во земјава, откако постапката со Светска банка е завршена. Тој истакна дека ковид кризата сега е најголема и ќе трае, а ефектите од мерките се очекуваат следната недела до 2. Постапката во проектната единица на Светската банка заврши. Сега се подпишуваат договорите и започнуваат припремните работи. Секаде каде што се спремни локалните власти да со обезбедување на подлогата, припремата, да се постават болниците, така по тој редослед и тој приоритет ќе се поставуваат. Тие ковид центри не се само објекти, туку се објекти целосно опремени со немедицинска и медицинска опрема да третираат, да може тука да се третираат ковид пациенти. Каква ни е моменталната состојба со капацитетите? Секојдневно сме во комуникација и координација со сите директори на болниците
има прилив на пациенти, секако и една одредена бројка на пациенти кои што се испишуваат, меѓутоа се уште е поголем бројот на приеми. Во Гостивар е инфективното оделение исполнето, има сосем доволно места во интерното оделение. Очекуваме дека пред нас ќе биде период во следните недела до две во кој што дефинитивно ќе ги видиме ефектите од рестриктивните мерки. Очекуваме бројот на новодиагностицирани пациенти во тој период да се стабилизира, за да во тој период после тоа почне бројката и да се намали. Водата за пиење во Тетовскиот водовод повторно има лош мирис и вкус. Од Центарот за јавно здравје велат дека нема место за паника, бидејќи водата е биолошки и хемиски исправна. Повторно тетовци се жалат дека водата од градскиот водовод има непријатен вкус, а понекои велат дека чувствуваат и чуден мирис. Непријатниот мирис и вкус најчесто се чувствуваат во вечерните и раните утрински часови. Но ова не е некоја нова појава. Непријатниот мирис и вкус на водата тетовци го чувствуваат во овој период од годината, уште од 2017 година, кога во употреба беше пуштен новиот водовод, кој градот го снабдува со дополнителни количини вода за пиење од зафатот од река Пена. Иако граѓаните и овој пат се загрижени, од Центарот за јавно здравје смируваат и велат дека водата во градскиот водовод бактериолошки и хемиски е исправна за пиење. Со оваа појава се среќаваме веќе трета година и токму тоа во овој период од годината. Уште при првата појава во 2017-та направивме испитување во кое е утврдено дека непријатниот мирис и вкус доаѓа од вегетацијата, односно најмногу од лисијата од дрвата што паѓаат во зафатот на водата кај местноста Лешница. При тоа доаѓа до нивно распаѓање кое ги создава непријатниот вкус и мирис. Ние секојдневно вршиме контрола на квалитетот на водата во градскиот водовод и таа и покрај овој непријатен мирис и вкус, биолошки и хемиски е сосем исправна за пиење. Сепак деновиве го засиливме хлорирањето на водата, а од нашето досегашно искуство може да кажеме дека оваа појава ќе исчезне за некој ден. Сепак уште еднаш повторувам, водата во градскиот водовод и покрај ова е целосно исправна за пиење. Ова не е случај само кај нас. Светската теорија и пракса која се однесува на користење на површински води, а таков случај и со реката Пена од каде се зема водата, вели дека е можно да дојде до појава на одреден мирис и вкус кај водата. Вели доктор Радко Давидовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Според доктор Давидовски, единствен начин да се отстрани овој непријатен мирис и вкус на водата е таа или да се озонира или да се користи јагленов филтер. Филтер станицата за пречистување на водата, која беше изградена заедно со цевководот од реката Пена, има соодветни филтри за прочистување на водата, но треба дополнително да се вградат и вакви филтри за граѓаните и во овој период од годината да можат да пијат вода без при тоа да се жалат дека таа има лош мирис и вкус. На денешната седница на Советот на Општина Гостивар беше изгласана развојната програма за 2021 година. Документот предвидува инвестиции од над 7 милиони евра за инфраструктурни проекти, над 12 милиони евра за водовод и канализација и 900.000 евра за училиштата. Околу 90 проекти за изградба и реконструкција на патишта, 20 за реновирање на училишта и над 30 за нови водоводи и канализации содржи развојната програма на Општина Гостивар за следната година. Документот, кој офаќа вкупна финансиска рамка од скоро 20 милиони евра, денес доби зелено светло од Општинскиот совет. Програмата ја подготвивме во консултација со администрацијата, со предлози за проекти директно од граѓаните на градот и населените места, рече градоначалникот Арбен Таравари, нагласувајќи дека реално нема да може сите да се реализираат, но корисно е да се наведат како предлози. Да бидам искрен до крај, развојната програма е многу поголема од колку што се финансиските капацитети, меѓутоа подобро да стојат таму и што ќе можеме од тоа ќе реализираме, отколку да ги немаме, а евентуално да можеме да ги реализираме и потоа не сме во можност да го реализираме. Затоа искрено програмата е, да речам, со вредност можеби 5-6 пати повеќе отколку тоа што објективно ние ќе имаме финансиски можности, посебно во период на ковид криза, да реализираме и да направиме за Општина Гостивар. Советот на денешната седница прогласи 6 доктори за почесни граѓани на Гостивар,
поради нивниот придонес и пожртвуваност во борбата против коронавирусот. Станува збор за докторите Фадил Цана, Илир Демири, Радко Наумовски, Енес Мемети, Месуд Хасипи, како и Трајче Нешковски, кој признанието го добива постхумно. На седницата беа донесени и неколку одлуки од областа на урбанизмот, како и за разрешувања и именувања членови на управни одбори на јавни установи. Советниците денес работеа во поинаков амбиент, наместо како вообичаено во општинската сала, заседаваа во салата на ХЕЦ Маврово, која е поголема и има услови за одржување по големо растојание, кој е едно од трите најважни антиковид мерки. Во Гостивар денес се спроведе акција за раззеленување, во чии рамки беа засадени 30 нови дрвца. Со повеќе зеленило градот ќе биде почист, а загадувањето помало, нагласија екоактивистите. Дворната површина на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар, која е пространа, но нефункционална, да се претвори во парк. Ваква е идејата на екологистите, а првиот чекор за нејзина реализација беше направен денес со засадување на 30 дрвца. Акцијата ја покрена Валентина Штериоска од еколошкото здружение ГВ Еко, со цел Гостивар да има што повеќе зеленило и почист воздух. Ова е училиштето Гоце Делчев, има двор 24.000 метри квадратни и ние како екоактивисти имаме идеја да го претвориме во, да речам, градски парк. Тоа би било зелени површини, законски зелени површини и игралишта, а како што можат сите граѓани да приметат, голема површина која може да се искористи и е запуштена. Има само еден мал проблем, што ќе поднесеме до Советот на општина ревизија на урбанистичкиот план, бидејќи еден дел од дворот е претворен во урбанистички парцели и да добиеме уште една убава зелена површина, градски парк, каде што би имало дрвја, би имало игралиште, клупи, патеки, може и патеки за трчање и така натаму би се уредил овој простор. Садниците се обезбедени со донација од Монтенегро, а екологистите велат дека тоа треба да служи како пример сите компании да се вклучат во мисијата за здрава животна средина. Овде е со мене Магдалина Печиновска од секторот за маркетинг на компанијата Монтенегро. И ова не е реклама, туку ова е истакнување на еден позитивен пример, на една млада личност која сака да придонесе и за екологијата, и за градот, и општо за планетата. Денешната екоакција во Гостивар се спроведе со поддршка на јавните претпријатија Комуналец и Паркинзи и Зеленило. ...213 лица во Тетовско-Гостиварскиот регион се казнети за неносење заштитни маски. Од полицијата информира дека вчера биле приведени неколку лица по разни основи. Во текот на изминатото деноноќе, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 213 лица, 66 во Тетово и 147 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 82 лица во Тетовско и 36 во Гостиварско, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на 1465 лица во Тетовско и 659 лица со вакви решенија во Гостиварско не било констатирано непочитување на истите. Вчера во Тетовска Стримница лишен од слобода 25-годишник од ова село. При претрес извршен во неговиот дом со судска наредба, биле пронајдени марихуана, дробилка и метален боксирач. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Приведени вчера во атарот на тетовското село Блаце биле и 40-годишник од Тетовска Гургурница и 30-годишник од Тетовско Седларево, поради сомнение дека сториле кривично дело пустошење на шуми. Од нив со потврда се одземени моторна пила и околу 5 метри кубни пресечени огревни дрва. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување на случајот.
Вчера во Тетовско Глоѓе полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 28 годишен жител на ова село, поради сомнение за негова инволвираност во насилство извршено над 49 годишникот Тетовско Пршовце, а пријавено на 10 ноември годинава. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. 36 годишен тетовец пак вчера пријавил дека на улица Борис Кидрич во Тетово бил каснат од куче бездомник. Стабилно време во Полошко за викендот со утринска појава на магла, најавуваат синоптичарите од управата за хидрометеоролошки работи. Температурите ќе се движат до максимални 13 степени и во сабота и во недела. Во деновите од викендот времето во Полошкиот регион ќе се задржи стабилно и суво. Во утринските и раните предпладневни часови ќе има појава на магла и ниска облачност, додека во текот на денот ова облачност и маглата ќе се намалат, така што во попладневните часови ќе преовладува сончево со умерена облачност. Утре ќе дува и слаб до умерен ветер од северен правец. Утринската температура во Тетово ќе се спушти до 1, дневната ќе достигне до 13 степени. И во недела ќе имаме слично време во предпладневните часови, како што реков, ќе има појава на магла, а додека преку денот сончево со умерена облачност. Температурата исто така ќе биде без значителна промена. Младата фудбалска репрезентација на Македонија одигра 1-1 против Израел, со што го задржа второто место на табелата, но ги загуби шансите за пласман на Европското првенство. Фудбалската репрезентација на Македонија за играчи до 21 година одигра само 1:1 на гостувањето против Израел, со што го задржа второто место на табелата, но и теоретски ги загуби шансите за пласман на Европското првенство. Интересно, вчерашниот надпревар во Нетања доснеше 30 на минути, бидејќи на тестирањата пред самиот старт на мечот, главниот судија беше позитивен на COVID-19, па се бараше негова замена. Нашите фудбалери лошо го отворија надпреварот, со оглед на тоа дека домашните уште во првата минута дојдоа во водство од 1:0 со голот на Томер Јосефи. Во вториот дел Дарко Чурлинов промаши пенал во 52-та минута, а конечните 1:1 ги постави Јани Атанасов во 76-та минута. За потврда на второто место на младата репрезентација ќе биде потребно најмалку бот од последниот дуел против Црна Гора во Скопје. Иако ги загубивме шансите како една од 5 најдобри второпласирани да се најдеме на континенталниот собир, сепак пласманот на одишното второ место ќе донесе полесни противници во следниот квалификацијски циклус.
Со прогнозата за времето го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно!